Здравствените власти алармираа на силен есенски коронабран во земјава. Регионот на Гостивар до пред 2 недели беше во фаза на висок ризик на ширење на вирусот. Сега со намалениот дневен број на ново заразени е категоризиран во фаза на локализирано ширење со понизок степен на ризик. Сепак Гостивар и натаму е меѓу градовите со најмногу активни случаи. Кризниот штаб, кој претходно одржуваше редовни неделни состаноци за состојбата со ковид, веќе не заседава. Според градоначалникот Таравари, во ваква ситуација стратегии не помагаат, туку само зголемена внимателност и да се чека на колективен имунитет. Нормално, кога можеше да се влијае, кога беа мали бројките, ние знаете, имавме кризен штаб кој што функционираше, дававме се од себе, меѓутоа сега веќе аутот секаква контрола, било што, веќе и немаме кризен штаб и да свикаше демагогија и хипокризија, поти знаеш дека секаде има потенцијално заразени и нема каква стратегија да направиш. Инаку стратегии се прават додека се бројките мали. Кога ќе излеземе веќе да набилдаме колективен имунитет и да внимаваме. Од повторното отворање на градинките во Гостивар досега работата тече непречено со почитување на протоколите и без ниеден случај на заразен. Што се однесува до училиштата, се уште се чека на конечната одлука на владата, во кои објекти ќе се дозволи настава со физичко присуство. Сум од 1 октомври да почнат сите училишта, со тоа да часовите бидат скратени на 20 или 25 минути и да има повеќе смени, со што би овозможили и тие класови кај што има по 30-40 ученици, да бидат во 2-3 смени и да бидат по 10 или 7 или 8 да се комбинира. Чисто физичката настава не може да се компензира никако друго. Од почетокот на пандемијата досега во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше со коронавирус биле дијагностицирани над 900 лица. Според податоците од Институтот за јавно здравје, повеќе од 760 се оздравени, а активно болни моментално се околу 110 пациенти, додека со смртни последици има 49 случаи.